почитуван председател со комисијата, Диме Велков. Сакам да земам збор по текстот на законот, но сакам да напоменам дека и ќе побарам односно ќе поднесам комисијски амандман со цел да се надополни законот и истиот да се подобри. Во интерес на граѓаните, како што спомнавте, се дополна на законот за јавни предпријатија и овој закон се менува во еден член, односно се продолжуваат известни рокови за доставување на квартални финансиски извештаи, така да се зголемува рокот за изработка и доставување на тие финансиски извештаи од 20 на 35 дена и дополнително се зголемува за 5 дена рокот за објавување на тие финансиски извештаи, односно потребата јавните предпријатија, финансиските извештаи да ги стават на веб страните, односно да бидат достапни до јавност. Пред се, на почетокот морам да кажам дека да изразам едно незадоволство од премиерот, затоа што многу лесно го обвинува собранието, во смисла дека кочиме многу закони, дека ги успоруваме процедурите и така натаму, без при тоа премиерот да навлезе во суштината на законските решенија, односно тоа што ни се нуди како законско решение и што ние во суштина работиме во ова собрање. Ова е еден типичен закон кој стига од владата на Република Македонија во оваа ситуација од Министерството за економија до собранието и воопшто законот не е закочен, туку напротив сакаме со свое действување да го подобриме текстот, односно да укажеме на фактот дека се носат закони само по себе за да се предложат закони кои нема воопшто битно да влијаат на состојбите во економијата, во државата, во општеството и така натаму. Едноставно, еден дел од законите кои стигаат во ова собрање се чиста фарса, кои немаат никаква врска со реалност. Имено, овој закон е добронаmerен, морам да кажам. Продолжувањето на роковите за изработка на овие квартални извештаи се наметнува и се дава во целта на законот како потреба, откако ќе заврши определен квартал, јавното предпријатие да има доволно време да може да истите ги сработи, да ги усвои на своите тела и понатаму да ги достави до оснивачот, односно да ги објави на веб порталот, односно на страната, електронската страна на предпријатието. И тука нема нешто посебно спорно. Меѓутоа, проблематичното, тоа што посебно ме заинтересира да се вклучам во овој закон е тоа што ако направите анализа, овие 5 дена, односно 15 дена, не влијаат на тоа што се случува во реалност во овој сектор. Имено отворив, морам да бидам искрен, не ги отворив сите веб страни на јавните предпријатија, меѓутоа ги отворив тие што се позначајни, поголемите, и дел од тие што се во добивка и дел од тие што се во загуба. И дојдов до некои фрапантни податоци, дека овие финансиски квартални извештаи во многу мал процент се објавуваат на електронските страни на јавните предпријатија. Тој процент не надминува повеќе од 10 до 20%, што укажува на еден сериозен дефект во државата, зашто и од кои причини владата како основач на тие јавни предпријатија, акционерски друштва и така натаму, и тие јавни предпријатија имаат, согласно закон, таква потреба да
ги објавуват овие финансиски извештаи, меѓутоа тоа не се случува. Според мојот длабоко убедување, тоа е партизацијата на овие јавни предпријатија и самите директори кои одговараат пред Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и пред ДУИ, а воопшто не се грижат за спроведување на законите, односно за транспарентност во нивното работење. Имено, реализирав не се многу на број рентабилни јавни предпријатија, јавни државни патишта, популарно патарините, имаат последен објавен финансиски извештај за 2020 година. Државна лотарија, последен финансиски квартален извештај има објавено за прв квартал. Може би негде ќе направам и грешка, однапред се извинувам, меѓутоа тоа што беше достапно од сајтовите. И толку се тие предпријатија што имаат добивка, тама работа нели и патарините ако не се рентабилни. Меѓутоа сега ги анализираме загубарите. ЈП Македонски шуми во финансиски извештај празно. На интернет пребарував дали можам да дојдам до тој документ, не можеш, затоа што дава за условно за прв квартал 2022 година, меѓутоа истиот не се отвора електронски. ЈП Пасишта има финансиски извештај за 2021 година, за 2022 година нема ништо. Има дополнително уште еден документ, финансиски извештај за трошењето на директора од 2018. ЈП Службен весник, мислам дека и тој е во добивка, мала, но еве добивка, финансиски извештај за 2021 година. Квартални извештаи нема. Железници има бизнес план за 2022 година, финансиски извештај за 2019 година. Значи за 2021, за 3 квартала од 22 воопшто нема податоци. АДСМ финансиски извештај има последен за 2018 година. Значи воопшто нема транспарентност во ова јавно предпријатие. Агенција за цивилно воздухопловство годишен извештај за 2021 година. Ништо поново не можеме да видиме за работењето на оваа агенција. АДМЕПСО годишен финансиски извештај за 2021 година. Сега железници инфраструктура е единствено предпријатие јавно кој има објавено за трет квартал 2022 година, што е за поздравување, меѓутоа тоа е веќе 10-то од низата и единствено тие имаат објавено законски, согласно закон, тоа што исследува финансиски извештај, односно квартален извештај за своето финансиско работење. ЈП радиодифузија на интернет само најдов нејна страната, електронската страна имаат за 2021 година. Во овој контекст не би ги ставал многу и локалните јавни предпријатија, тие се негде 130 на 140, се помали, поголеми и така натаму, меѓутоа еве ЈП Плаваја Радовиш има за втор квартал, градски паркинзи единствено најдов дека има за трет квартал 2022 година и еден куп немаат финансиски извештај. Сега, иако не е до крај релевантна оваа анализа, не се анализирани сите, меѓутоа тоа што ми беше достапно, тие се резултатите, значи генерално 10 на 20% од јавните предпријатија имаат објавено финансиски извештај за 2022 година, 1-2 имаат само за трет квартал, што е веќе законска обврска согласно закон, претходниот закон. Сега треба условно да ги олабавиме тие термини, што ајде во ред, меѓутоа прашањето е што работат тие 80-90% од јавните предпријатија и зошто не покажуваат транспарентност во својата работење. Многу е јасно, во оваа табела ја најдов од интернет, ако ги проанализирате финансиското работење на јавните предпријатија, веќе спомнав само ЈП државни патишта, Лотарија на Македонија и Службен весник 2021-2022 покажале некоја си добивка.
Сите останати се во загуба. Сега, многу лесно може да се најде корелација зошто не објавуваат јавните предпријатија финансиски извештаи. Затоа што работат со загуба. Причините во секој јавно предпријатие се различни и тие се пролонгираат и се провлекуваат повеќе подолго време. Меѓутоа, крајниот ефект од тоа работење, односно неработење, е негде 60-70 милиона евра загуба на годишно ниво. Тоа се сериозни средства. Еве за компарација ќе ги спомнам 100 милиона евра од Европска банка на развој што условно требаше да ги земеме. Значи не мораше да ги земеме како кредит, току можеше, ако овие предпријатија не прават загуба, секоја година да ги имаме во нашиот економски и финансиски живот. Сега, не го земавме кредитот, нели нормално, ние се спротивставивме и јас сум горд на тоа, затоа што ќе ги спасеме ТЕЦ Осломе и ТЕЦ Битола, што беше катастрофален потек, што може да ја убие Македонија и македонската економија, енергетскиот систем, затварањето на едни такви објекти. Меѓутоа, тоа не е тема на разговор, темата е нашите пари, јавните пари не се стопанисуваат, не се работат добро во овие јавни предпријатија. Сега, што барам? На некој начин и поднесувам комисијски амандман, не стасав на време да го поднесам во регуларна процедура. Тоа го најавив и во првата потребата од носење на овој закон. Значи, на крајот од текстот, по истиот член, а се работи за еден член кој го менуваме, предлагам да се дополни со текст: со 1000 евра глоба ќе се казни раководното лице за непочитување на рокот за објавување на квартален финансиски резултат. Со 2000 евра глоба ќе се казни правното лице за непочитување на рокот за објавување на квартални финансиски резултати. Значи, ова ќе го поднесувам како комисијски амандман. Построги се правилата, треба сите да се изразиме, да гласаме позитивно, односно мнозинство, со цел да ги подобриме реално работите. Работите нема да се подобрат со пролонгирање на 5 дена на рокот. Од проста причина што гледаме дека тука се касне со години, некои јавни предпријатија немаат никакви финансиски извештаи на своите страни до 2018-2019 година, и сега прашањето е дали овие 5 дена што ги предлага владата во нејзиниот закон и ги решат работите. Според мене не. Во рете разбрав и дека тоа доаѓа како некое решение од единственото јавно предпријатие кое има доставено финансиски извештај за трет квартал, железници инфраструктура. Меѓутоа, што со останатите? Дали со пролонгирање на рокот од 5 дена ќе ги натераме, односно ќе ги мотивираме овие јавни предпријатија да издаваат, да изработуваат финансиски извештаи и истите да ги стават во своите електронски медиуми, односно електронски страни, за да бидат достапни до јавноста, да бидат достапни до стручната фела, до новинарите, до граѓаните, на крај краишта и до корисниците на услуги на тие јавни предпријатија. Сметам дека на овој начин, кога директно ќе ги питваме кои се виновниците, тоа се раководните лица на менаџерите на тие предпријатија, и тие ќе имаат законска обврска, меѓутоа, ако не ја испочитуваат таа законска обврска, да сносат и пенали, да можат и прекршно да одговараат, односно да бидат гонети, тогаш мислам дека ќе се подобрат работите.
Во оваа држава, ако нешто не санкционирате, а знаете дека се провлекува низ годините, се провлекува кај едно, кај друго, кај трето, кај 10 предпријатија од 11, нешто не е во ред. Значи, системски е проблем. На кој начин можете да ги санкционирате? Да ги казнете. Ако не сакат да бидат казнувани, да не се нафаќат на вакви високи менаџерски позиции, да отстапат на професионалци и луѓе кои можат тоа да го работат. Не е добро само да се одговара пред партиските штабови и пред партиите. Ако сакаме да постигнеме некаков ефект во стопанисувањето со јавното добро, мора да бидат тоа топ менаџери. Мора да бидат менаџери кои си ја знаат работата, кои го познаваат законот и ќе го почитуваат законот. Затоа го предлагам овој комисиски амандман со цел да се подобрат работите. Воспротивно, ова што ни го предлага владата е добро само за едната фирма, односно едното јавно предпријатие кое го работи ова. Навремено објавува квартални извештаи. Тука има и неколку, има и добри јавни предпријатија од локалната самоуправа, обично тие се малку за изненадување поревностни во својата работа. Подобро ги менаџираат своите обврски, едноставно одговараат пред своите основачи. На крај краишта, со прифаќањето на амандманот, сметам дека ќе направиме чекор напред во средување на состојбите во јавниот сектор, во јавните предпријатија, а со одбивањето на овој амандман едноставно само ќе и дадеме простор и потик на менаџерите да продолжат со лошата пракса и да не го спроведуваат законот. Јас амандманот ќе го доставам и до председавачот со комисијата, значи повторувам, предлагам амандман комисиски со 1000 евра глоба да се казне раководното лице за непочитување на рокот за објавување на квартални финансиски резултати, со 2000 евра глоба да се казне правното лице за непочитување на рокот за објавување на квартални финансиски извештаи. Тоа имав да го кажам и сметам дека е во добра насока и треба заедно сите да го прифатиме. Благодарам. Благодарам, почитуван